Благодарам, председателе. Почитувани колеги пратеници. Изборниот законник е важен законски документ, бидејќи треба да ја обезбедува уставната втемеленост на нашиот политички поредок и да ја гарантира слободната волја на нашите граѓани, која се ефектуира во изборниот резултат. За да се задоволат минимум стандарди за фер и демократски избори, власта требаше да ги прифати препораките на релевантните меѓународни организации, препораките од ОПСЕ, од ИХР, како и мислењето на Венецијанската комисија. Измените требаше да се фокусираат на 3 клучни моменти, односно неопходно беше стриктно и прецизно да се одвои државата од партијата, да се регулираат прашањата со притисоците и заплашувањата од страна на власта врз избирачкото тело, како и да се прочисти избирачкиот список. Меѓутоа, во предложениот закон отсуствува вграденост на приоритетните препораки на мисијата на ОПСЕ од последните парламентарни избори во 2011 година, во делот на развивање на механизми за одвојување на државните од партиските структури во услови кога тренд филозофија е партијата да се изедначува со државата во стилот на апсолутистичкиот владател Луј XVI, државата тоа сум јас, тоа е Груевски. И дека станува збор не за инцидентни, туку за системски разработена стратегија, илустрира делот во кој во таков контекст се споменува Груевски, се разбира не со име и презиме, туку по функција. Предпоставувам немате дилеми, еден премиер има Република Македонија. Привилегијата да биде посебно потенцирана покрај премиерот имаше и министерката за внатрешни работи Гордана Јанкуловска, која беше носител на изборна листа на ВМРО-ДПМН, а го искористила своето овластување за потребите на кампањата. Таквите нејзини активности во извештајот се квалификуваат како судир на интерес меѓу нејзините овластувања како министер и нејзините активности како кандидат. И после вакви транспарентни примери на злоупотреба на државниот апарат како алатка и орудие за остварување на партиската кауза, недвосмислено, логично е спас да се бара во институциите кои се надлежни да ја санкционираат ваквата патологија и девијација. Но кај нас, во услови кога партијата на власт е еднаква на државата, кога сите се раководат по словото на лидерот, а не по уставот, и органите на прогонот стануваат уште една маша во рацете на партијата. Обвинителот Љупчо Шврговски секое досие во овој контекст, согласно законот, во наводници, успева да го стави ад акта. Во извештајот на ОПСЕ се посочува случајот кога на 11 март Шврговски покренува истрага во случајот списоци за гласање. На 3 јуни Шврговски го затвора случајот со службена констатација дека нема доволно докази. Извештајот пишува за уште една истрага во Битола за фотографирање на обележани гласачки ливчиња, нова асистенција на Шврговски. Двата распита завршуваат со констатација. Извинувам, само момент. Се извинувам. Значи, во асистенција на Шврговски, двата распита завршија со констатација нема доволно докази. Овие и вакви измени на изборниот законник не обезбедуваат предуслови за издигнување на државата над партиската структура на власт, што само придонесува да се повторуваат грешките од претходните изборни циклуси. Со епилогот и од истрагите што досега се отварале на полето на злоупотреби за време на изборниот процес, тешко дека може да се надеваме на фер и демократски избори. Ова беше колку за пример и за илустрација каков третман имаат препораките на ОПСЕ. Кога сум веќе кај злоупотребите на партијата на власт, на државниот апарат и подредување на истиот во служба и во функција на партиската кауза, доволен доказ
е она што се случува во Ресен, со што власта покажува и докажува дека не ферма никакви препораки. Свесни за катаклизмичното владење на ВМРО-ДПМН во Ресен, свесни за погубната политика во Преспа, во сите сфери, без исклучок, свесни за разочараноста кај граѓаните и уште посвесни за крајот на политиката на ВМРО-ДПМН на локалните избори, ВМРО-ДПМН најде формула како да ги преиде гласачите во Ресен. Со менување на структурата на гласачкото тело, со масовно одобрување на живеалишта на поедини адреси, по 6, 7, дури и повеќе семејства на една иста адреса, преку договори склучени кај нотар за закуп на стан, со клаузула дека за закупениот стан или куќа станодавецот не му наплаќа кирија. Дека станува збор за сценарио на власта, зборува податокот дека во оваа операција за издавање на лични карти на македонци од Мала Преспа, заеднички во спрега работаат повеќе институции. Рутата е следна. Од 8 до 10 часот, групи од 10, 20, 30 луѓе ја завршуваат процедурата во подрачната служба на Министерството за правда, матично оделение, која се наоѓа во зградата на локалната самоуправа веднаш под носот на градоначалникот Волкановски. После 10 часот дојденците уплаќаат или во Унибанка, или во Охридска, после што ја завршуваат процедурата кај нотарската служба и се упатуваат кон полицијата, каде што ја финализираат постапката со сликање. Сета оваа процедура е оркестрирана однапред. Секоја дневна група се знае со кој станодавец случува договор. Почитувани колеги, Ресен е мал град. Речиси сите се познаваме меѓу себе. Ако не по име, тогаш по лик. Секој новодојденец, секој тугинец во градот веднаш ни паѓа во очи. Ресенчани ги забележуваат сите нови ликови во градот, а посебно оние кои досега немале никакви релации со Ресен и Преспа. Затоа, за ова ваша игранка, за ова ваше сценарио, на сите во Ресен веќе му е јасно. Иако не е нешто ново. Го имаше на изборите во 2009 година, го имаше на изборите во 2011, кога со платен превоз на ВМРО-ДПМН се носеа гласачи од Мала Преспа и од Корча. Но ова што денес се случува, ја буди гордоста на Ресен и Преспа, расти резигнираноста на Ресен, луѓе кои воопшто не доаѓаат, а камоли да живеат во Ресен, да фигурираат на избирачки список, да одлучуваат за нашата судбина, за иднината на нашите деца. Сериското издавање и штанцање на лични карти во Ресен подсетува на една слична матрица, на еден режим, не така дамнешен во една соседна држава, режимот на Милошевиќ. Со една проста математика, ако целата оваа операција трае 1 месец, и групите што дневно чекаат за лични карти се движат меѓу 20 и 30, ако се исклучат неработните денови, бројот на барања за лични карти се движи некаде околу 600 и над оваа бројка. Ке признаете што е многу е. Надовор од памет е некој да поверува дека дури 600 луѓе во еден ист месец донеле иста одлука да бараат стан под наем во Ресен. Ете затоа, почитувани колеги, од власта не сакате да слушнете за препораките на ОПСЕ. Затоа не сакате да ги инкорпорирате во изборниот законник, затоа што вака си обезбедувате простор за маневар и можност за фалсификување на волјата на народот. После се што се случува во државава, во режија на ВМРО-ДПМН, скептик сум во поглед на тоа дека ВМРО-ДПМН може да покаже големина и да се надрасне себе си и да заборави на манипулативните игри и малверзации, но очекувам државата да се надвиши над ВМРО-ДПМН и Никола Груевски и преземе соодветни мерки за спречување на оваа патологија, дека обвинителството ќе постапи согласно одредбите од изборниот и кривичниот законник. Воспротивно, ќе биде јасно дека ВМРО-ДПМН нема капацитет да гарантира фери демократски избори, нема капацитет да ја гарантира слободната волја на гласачите. Благодарам.